Бисер до бисер, звезда до звезда, ваква ни беше неделава. Сега во ваква бурна недела нема да ги потенцираме постигнувањата, изградбата, новите погони по убавата живеачка, илјадниците нововработени по квалитет и успех, никако со партиско книжуле, па наездата жилни странски инвеститори, тоа си е нормално, тоа ни е секојдневие. И остана она што ни остана во сеќавање. We're entering the natural habitat of another endemic species of Macedonia, the Macedonian bed and breakfast owner. Be careful, this is the time of day when the female usually takes a nap in the living room. Make sure we don't wake her up. Море надпревар вистински остар кој би влегол за избор на личност, гав, глупост, незнаење или знаење. Но сигурно со знаење и амин одлучи еве вака некој да ни го рекламира туризмот. Какво е ова трескање? Не знаете дека е време за одмор? Какви туристи сте вие? It was a close one. Now let's find out what happens when I try to turn on the shower. Во главните улоги домаќинки, таксисти, келнери, сите тие македонски ендемски видови треба да се лични и насмејани и од туристи глава не ке кренеме. Сега што оваа реклама од неколку милиончиња пак отиде во рацете на веќе се знае. А тоа што 33% во Македонија се невработени или живеат во мизерија, за ова во следната епизода од серијата Горди македонци, ако немате залеп, јадете колачи. Не дозволувај ова да биде сликата за Македонија. Да помогнеме што побрзо да исчезнат овие ендемски видови. Добри домаќини за подобар туризам. И еве веднаш нова реклама се крчка. И ние чудовиште си имаме. Изгледа не можеа само да се договорат со англичаните да направат како ќе се делат парите, кој ќе снима, а кој со приоритет ќе емитува. Види белја излезе некои медиуми се насанкале. Ни чудовиште имало на преспа, ни BBC влегол во конкуренција на нашата република. Е добро де, ако ова било новинарски кажано кромит или пренесување жедни преку вода, не ни требаат нам британците, ние сами ќе си најдеме и снимиме реклама за ново и поубаво чудовиште. И тогаш и славата и парите кај нас ќе си останат. Уф, ама ги изжалив градоначалнициве. И бидејќи беа актуелни неделава картовите и во опозицијскиот двор се ловеше во високите кругови, клетите непријатели на реформите го пронајдоа во другиот табор и им шепнаа на оние непријателите што се ги натовариле јадните татковци на градовите. Ем ќе гасат пожари, ем ќе копаат канали, ем ќе шетаат и ќе се дружат со пензионери со напомена доколку е убаво времето. И се разбира, со мал прст да не мрднат, со око да не трепнат, додека не ја видат телевизиската камера вперена во нивната пожртвуваност. Како ќе се снајдат во наложеното копање садење ќе видиме. Главно маз за плускавиците на рацете веќе се набавени. И се разбира се во интерес на татковината, тоест повторно да седнат во село градоначалничките фотели. И ако некој се двумеше, дилемата е разбиена. Звезда на неделата, народниот избраник Амди Бајрам. Еве што и кој го испровоцира и како реагираше. Јас тогаш реагирав процедурално дека во Македонија, не дај Боже, се воведу апартеид. Закони за црнци и закони за белци. Овдека во парламентот и Република Македонија, црнци и белци не навреди овдека, затоа што припаѓам према црнците, најнормално, затоа што јас сум муслиман. Смеете се вие, смеете се. Смеете се, вас ви одговара ова. Но не е вред, зашто јас сум муслиман. Има муслимани црнци, има овдека и опозиција, и позиција, и све постојат овдека разни националности. Вториот пат нешто го запали околу Македонка. Платна ли беа, што ли беше? Провокацијата за ваков вокабулар. Околу Македонка зборите. Македонка, еве нема малку 7 секунди има. Македонка, после ќе ви кажем на друга реплика. Мамето и се уште сакате се уште да се покриете, да направите. Упс,
псовки или вулгарни зборови во законодавниот дом, а немаше предупредување на преносот дека е забрането за деца под 18 години.